беше интересен овој час за прво оделение по македонски јазик, а сега одиме второ оделение, исто македонски јазик, изразување и творење, раскажување по слики пролетта. Не, изразување и творење, говорна вежба, човекот и природата. А, да, второ оделение, извинете, моја грешка. Здраво, наставничке. Здраво, како сте? Браво. Добро утро, драги деца. Јас сум наставничка Елена Смуграска, доаѓам од основното училиште Војдан Чернодрински и заедно со мене ќе реализираме часот по македонски јазик за второ оделение. Сега, за да откриеме што е тоа за кој што ќе станува збор, ќе ви прочитам еден интересен текст. Дали одиме на... Одиме на една презентација. Ред. Така е. Идеме на презентација. Нема да ви откријам каква е, ќе ви прочитам текстот, вие внимателно слушајте за да знаеме што ќе зборуваме денес. Од текст. Само ако не шака со ракавичка. И природата, добро. Ќе ви помогнам. Благодарам. Ева го. Ева се отвори. Почнува вака. Јас не верувам во самовили. Им раскажуваше Сара возбудена на своите другачиња. Само наставничке да гледаме дека што читате, извинете. Ама ете, се појави една самовила пред мене и ми рече: имам една загадка за тебе, Сара. Многу е важно да ја одгатнеш. Слушај, немаме резервна, немаме друга. Таа е една и единствена и треба да ја чуваме. Ама која е таа? Што е таа? Прашав. Ама наместо одговор, самовилата ми постави задача. Само треба малку да прошеташ и одговорот лесно ќе го најдеш. Сам ќе излезе пред тебе, ама во делови, како слагалица. Ќе ги споиш деловите, така ќе ги откриеш одговорите и ќе ја решиш загадката. Ти си умно девојче, јас верувам во тебе. И си замина исто како што се појави. Идеме понатаму. Така тргнав кон еден извор за кој ми раскажуваше баба ми. Кога некој ќе се доближал до изворот, тој морал да се напие. Откако ќе се напиел од студената, празно место, умот побрзо му работел. Така и мене ми проработи умот и го најдов првиот збор. Напиши го на празната линија. Одговорот е... Вода, така? Вода, се согласуваме, така, одговорот е вода. Идеме понатаму. Продолжив со потрагата низ шумата. Чувствував дека полека се доближува. Нозете ме боле од умор. Сакав да се одмора малку и легнав на... Што ни кажува? Празно место, така го најдов и вториот збор. Се сети ли и ти? Напиши го на празната линија. Одговорот е... Кој би можел да биде одговорот? Сакав да се одмора малку и легнав на... Земја. На земјата, така е. Размислував Точниот одговор. Бев близу до решението. Тоа ми израдува. Уште малку си помислив и длабоко вдишав од чистиот планински, празно место и ми олесна. Така го пронедов и последниот збор што требаше да ми ја реши загадката. Напиши го на празната линија. Одговорот, драги дечиња, е... Вели, дишав од чистиот планински... Воздух! Воздух е, така е, Цвајнштајн. Потоа ги подредив трите одговора. Вода, земја, воздух antibioticae и OCFM дури тогаш се доби своја смисла. Па да, треба да ја чуваме нашата планета Земја. Тогаш, што самовилата да дојде и да ми честита, тоа го направи мајка ми. А самовилата не сум ја видела од тогаш. Но, сега знам дека треба да ги чуваме воздухот, водата и почвата, односно земјата, за да имаме здрава и чиста планета. Ви се допадна ли текстот? Многу ни се допадна, едукативна, приказна. Наставничка, јас сакам да ве прашам, како може ние да ја чуваме планетата, земјата, воздухот? Например, еве јас знам дека не треба да фрламе ѓубре на улица. Така е, сега ќе откриеме, ќе зборуваме за човекот и природата, како што заклучил ова паметно девојче Сара, дека треба да чуваме планетата Земја.
Зошто треба да ја чуваме планетата Земја? Бидејќи ние сме поврзани со неа, ние представуваме еден заеднички систем. Ако ние добро се однесуваме кон неа, таа ќе ни враќа многу богати плодови и вкусни, ќе имаме и чист воздух и чиста вода. Откривме ли за што станува збор? За човекот и природата. Станува збор за човекот и природата. Сега би ве замолила внимателно да ги погледнете следните 3 илустрации. Само да се симнеме малку. Ова е првата илустрација. Втората илустрација. Не ми се допаѓа втората илустрација. Не прави тажно. И третата илустрација. Сега малку ќе поразговараме за овие 3 илустрации, кои што ни се дадени тука заедно. Што е представено на првата илустрација? Се мисли на онаа која што прва ја видовме. Забележуваме дека овде има дечиња, како вас, кои што сакаат да си играат во паркчето, во дворот, си уживаат во својата игра, забавно им е и весело им е. Каква е природата околу нив? Па се некако чисто, зелено, Разубавено, убаво е, да. пролет, така. Која е загадена природа? Дали можеме да откриеме Цвајнштајн, која е од овде загадената природа? Од овие 3 илустрации, таа втората. Таа втората, Да, точно. ова. По што забележуваме дека таа е загадена природа? Има чашки на секаде, фрлени кеси со ѓубре и слично. Има многу пластика, многу пластика. Така, кои се тие загадувачи, кои се тие што го ставиле сето тоа ѓубре таму? Па, предпоставувам некој човек. Па некои немирни деца, веројатно оделе и наместо ѓубрето да го фрлат во континер или каде што му е местото, тие го фрлиле на улица и тоа не е добро воопшто. Така, и возрастните и децата понекогаш се однесуваме несоодветно, односно ги оставаме нашите ѓубриња, односно тоа кое што останало како амбалажа, го ставаме во природата наместо, ако нема корпа во нашата околина, да го ставиме во кеси, таму каде што има корпа, таму да го фрлиме. Значи, загадувачите кои сме? Загадувачите сме ние, луѓето. Ние треба да се погрижиме да ни биде чиста животната средина. Вели, како може да се спречи загадувањето? Како можеме да го спречиме Цвајнштајн загадувањето? Третата илустрација мислам дека совршено добро покажува како Одлично можеме таа да го покажува, така е. Значи треба да се собереме и да чистиме. Не мора ни да се собереме сега како што не ни треба да се собираме, ама може да чистиме. Сите можеме да чистиме. На секаде се што е фрлено, ние можеме да го кренеме и да го фрлиме каде што треба. Така. И потоа да се намачкаме со антибактериско, бидејќи тоа е. Да, ама не само да чистиме, туку прво да внимаваме да не фрламе на улица, за да после не мора да чистиме. Точно. Вие, паметни ученици, веќе одговоривте и на следното прашање, што прават децата на третата слика. Ние сме тие кои треба да се грижиме за животната средина. По што се разликуваат втората од третата слика? Која е разликата? Во втората слика имаме загаденост и никој ништо не прави во однос на тоа, а во третата слика имаме загаденост, но и многу дечиња и возрастни луѓе кои помагаат и чистат. Така е, како ти внимаваш на животната средина? За овој одговор имаме едни еко-пораки од нашите. Пред да идеме на еко-пораките, кој би можел да биде заклучокот од сето ова што го кажавме до сега? Ако е случајно надвор вакво и ние почнеме да се однесуваме вака како оваа слика, ќе го добиеме ова. И ќе имаме чиста животна средина и на сите ќе ни биде убаво. Така е. Ќе бидеме многу среќни и природата ќе биде среќна со нас. Порака, планетата Земја е нашиот дом. Ние ја делиме со сите живи суштества. Секое живо суштество има право на здрава животна средина и право на земјините плодови. Сите живи суштества, и ние, и животните, и растенијата. Сега, ова се неко пораки од нашите другарчиња, од вториот трето оделение. Помош имав од моите ученици од второ оделение, исто така од
списанието другарче кој ни многу сака да го чита. Да ги Еко поздравиме. пораки, ги поздравуваме секако. Еко пораки од другарчињата. Секогаш кога одам на излет со родителите, на крај го собираме ѓубрето. Никогаш не го ставаме на тревата. Ете што прави ова дете. Сите ние сакаме да одиме во природа, сакаме да одиме во парк, на излет, на планина. Со нас си носиме грицки, си носиме различни сокчиња и откако ќе ги зедеме, ќе ги спиеме, од нив останува нели амбалажата. Сега, што треба да правиме со таа амбалажа? С таа амбалажа треба, ако нема корпа во близина, да ја ставиме во кеса и кога ќе најдеме корпа, истото тоа ѓубре што веќе останало, да го фрлиме во кантите. Така се согласуваме со оваа порака? Се согласуваме. Да, дефинитивно. Се согласуваме. Одиме со следната. Идеме со следната, благодарам. Не треба да ги кршиме оние мали што толку засадени дрвца. Тие кога ќе пораснат, Евентуалиш, доктор, имаат многу листови, Тони Пекур кои ќе го прават воздухот почист. Одлично. Еве, ова другарче мисли и на тие малечки дрвца, кои што додека се мали, не треба да ги подбутнуваме, бидејќи ќе се скршат и на тој начин има да пораснат големи, а кога ќе пораснат големи, што ни даваат листовите зелени? Чист воздух. Чист воздух, односно ни даваат кислород, кој што за нас е многу битен. Следната. Знам. Секогаш внимавам каде ги фрлам отпадоците. Ако нема корпа во близина, кога треба да фрлам хартијата, ја чувам додека не најдам. Во ред, идеме на следната. Опа. Ајде да видиме ова другарче што ни порачува. Кога јадам сладолед, сите ние сакаме да јадеме сладолед и уште малку и ќе ни се стопли, вели, стапчињата секогаш ги фрлам во корпа, а не било каде. Тоа е многу важно, сите ние да го почитуваме. Така, да одам со следна. Добро, и последната. Јас и моето семејство за викенд одиме во парк со велосипеди, а не со автомобил. Што сака да ни каже ова другарче? Одиме во парк со велосипеди, а не со автомобил. И па затоа што велосипедот не произведува штетни гасови во природата Така. и затоа е тоа по еко и подобро за природата, а автомобилите испуштаат многу гасови штетни и тоа го уништува Кои што ни го воздухот загадуваат и воздухот, така. ја загадува природата, да. Така е, затоа ова другарче вели дека одиме во парк, а ако евентуално не одиме со велосипед, може исто така, наместо да одиме со автомобил, може да го употребуваме градскиот јавен превоз и Да. на тој начин допринесуваме воздухот да ни биде почист. Или да одиме можеби пешки, или да одиме со трчање, така ќе се грижиме за нашето тело. Одлично, да, така. Сега, за вас, драги дечиња, имам една задача, како другарчињата и како што вие самите составувате и дома и на часовите, да напишете една порака како вие се грижите за планетата Земја или неколку еко пораки со кои што вие ќе ни објасните што се правите за да ја заштитиме планетата Земја, да ја зачуваме, за да ни даде еден богат и убав род. Исто така може и да нацртате, значи тоа може да биде убаво представено преку илустрација, да биде нацртано и ги очекуваме вашите одговори на мејл адресата, може и во студиото, може и на вашите наставнички и така ќе се грижиме за целокупното наше живење. Фала ви многу на Ви благодарам многу, одлични бевте и Ана и Цванштен. Може еден поздрав. Може еден поздрав. За чао. Доколку сме готови со часот наставнички, може да видиме што имаме следно. Да го видиме распоредот. Сега имавме час 3 за второ оделение по македонски јазик. Така, а следно малку да се одмориме од овие часови, да сватиме што сме научиле, ќе одиме малце со содржина за возрастни, односно дневник, па ќе се вратиме повторно на школскиот час. Е krijuar ditëve fundit. Uroj që sa më shpejt